на тренинг. Педофилијата зазема се поголеми размери во светот. Ниту Македонија не е имуна на овие девијантни појави. Последниот случај во Гостивар многу малку беше истретиран. На оваа тема истражуваше Ангела Рајчевска. Едно од 3 деца не кажува никому доколку е сексуално злоупотребено. Токму затоа е тешко да се констатира глобалната статистика за полови напади врз деца, бидејќи околу 30% од случаите скоро никогаш никој не ги пријавува. Во нашата држава оваа година, согласно октомври, се пријавени 20 полови напади врз деца кои не наполниле 14 години, додека во последните 5 години има вкупно 148 вакви случаи. Од неколку наши предлози беа прифатени 2. Едниот е се зголемија казните на минут 14 години, вториот беше да се воведе доживотна казна затвор за посебно брутален начин на полов напад на дете. И третиот, кој за жал се уште не функционира, е воведување на медикаментно-фармаколошка терапија, така наречена хемиска кастрација. Член 188 кој го пенализира, односно кој го инкриминира противправното дејство кое што е во законот одредено како објува на лице кое што нема наполнето 14 години, предвидува минимална казна затвор од најмалку 8 години за секој оној кој што ќе изврши обљуба врз лице кое што во моментот на обљубата нема наполнето 14 години. Дали сте запознаени со некој конкретен случај на повторување на делото полов напад врз дете? За жал има многу повторништва и она што најмногу не загрижува е статистиката во светски рамки дека секој пето девојче и секој седмо момче барем еднаш во животот биле или сексуално вознемирувани или биле жртви на полов напад на дете. Дали сметате дека постојат некои подобрувања што можат да се направат за овој закон да им овозможи поголема заштита на децата жртви на полови напади? Казните спаѓаат во оние, да речеме, драконски, затоа што минимална казна од 8 години е веќе драконска казна. Секако дека ако е во квалификуван облик 10 години најмалку, не можеме да кажеме дека е тоа мала санкција, тоа е најмал проблем. Многу повеќе треба да се работи на отстранување, односно минимизирање на штетата која што обљубеното дете ја претрпело постфестум, односно по извршената обљуба, каде што главна задача треба да превземат покрај семејството нормално и центрите за социјална работа. Регистарот на педофили кај нас брои околу 250 лица осудени за кривични дела против половата слобода и половиот морал. Специјална комисија во Белгија во 2017 година констатирала дека 550 деца биле жртви на педофилија од страна на католичкото свештенство. За состојбите во Македонија околу педофилијата ќе разговарам со универзитетскиот професор Ведије Раткоцери. Раткоцери има докторирана на тема поврзана со педофилијата, ставајќи акцент на состојбите околу инцестот. Еве го разговорот со универзитетскиот професор од Штуловиот универзитет Ведије Раткоцери. Значи, педофилијата е доста сериозен проблем со кој се справуваат сите држави. Убаво кажавте, имуна не е ниту нашата држава, али се разликуваме во тоа како ја третираме. Значи, педофилијата, кои мерки ги превземуваме, значи, за да водиме една остра битка против овие лица кои извршуваат вакви дела. Педофилијата, значи, во денешно време од психолошките науки се кажува дека е ментално расстройство. Се смета за ментално расстройство, односно се смета дека е желба или преференција на лице за сексуални односи со дете до предпубертетска возраст, тоа значи до 12, 13, 14 годишна возраст. Друга карактеристика кај педофилите е тоа дека повеќето не се насилни, значи своите дела ги вршат со измама или со закани кон детето, нели децата сите знаеме дека се многу сензитивни, значи и повеќето и не ги разбираат делата што се вршат врз нив по овој контекст. Исто така, важно тука да се спомне дека според литературата од околу
80% од случаите жртвата го познава злосторникот, односно значи има некаков однос помеѓу жртвата и злосторникот, пошто педофилите значи ги барат жртвите, значи или ги злословуваат жртвите таму кај што имаат пристап. Каква е казнената политика во однос на педофилијата? Па, нашата земја, значи, посериозно со педофилијата, односно со казнената политика, почна да се справа од 2008 година, кога почна да се превземат неколку мерки, некои мерки, значи, за ова. Например, во 2008 година владата го усвои еден акционен план за спречување и управување со педофилијата и сексуалното злосторување на деца од 2009 до 2012 година. После тоа, значи, имаме и усвојување на нов закон, значи, за регистарот на педофили, кој и денеска го имаме, значи, во нашата земја, или онлайн порталот каде се податоците за овие лица. Во 2014 година, значи, се смени кривичниот законник, значи, односно имаме нови инкриминирани дела, значи, поврзани со педофилијата и се воведува многу построги казни. Односно, до тогаш, значи, за педофилијата беше најмалку 8 години затвор, предвидена, значи, за ова кривично дело, казната најмалку 8 години затвор. Сега, значи, од 2014 лицето кој ќе врши полов напад врз дете до 14 години, значи, треба да се казни најмалку со 12 години затвор. И дополнително е предвидена нова сигурносна мерка, така наречената медицинско-фармаколошки третман, или попознато како хемиска кастрација, која, значи, е предвидена да се изрече за овие лица кои ќе вршат кривично дело полов напад врз дете до 14 години и за кои се очекува дека ќе го повторат делото. Се направи регистар на педофили. Да. Какви се ефектите од превенција? Па, да ви кажам право, регистарот според мене е одлично нешто што го имаме. Како и регистарот, така и хемиската кастрација, ние како земја сме пионер во регионот. Значи, ниту една земја во Балканот го нема спроведено ни онлайн регистарот, ни фармаколошкиот третман, али, значи, јас сметам дека јавноста многу малку е информирана, значи, за постоењето на овој регистар. После има и некои технички проблеми, некогаш, значи, вебсајтот не се одржува, не знам дали точно, значи, се воведуваат сите информации на време, али, значи, ако јавноста знае и ги знае карактеристиките на педофилијата, јас сметам дека многу повеќе би го користил овој портал, значи, за да добие информации, за да интервенира превентивно, значи, пред да се случи случајот. Тоа е битно. Зошто многу често, иако се кријат всушност жртвите, така, да јавно да проговорат за действието кое што е извршено врз, да речеме, врз детето. Педофилијата е нагон, значи, тие не може да ја контролираат својата желба. Повеќето не може да ја контролираат својата желба и затоа, значи, тука тие водат една внатрешна војна вајда со себе си, значи, во некои случаи не сакат, значи, али кога ќе им дојде можност, значи, нели, нагонот ќе биде многу повисок од нивното разумно мислење и, значи, ќе делуваат по своите желби. Тука, значи, се појавува и проблемот. Затоа јас сметам дека за овие лица само затворот не е решение. Пошто они ќе лежат, нели, ќе идат у затвор, ќе извршуваат казната, ќе излезат и заради истите причини тие се очекува, значи, повторно да си го повторат делото. Затоа рецидивизмот кај овие дела е во многу високо ниво. И затоа сите, не сме само ние, многу држави превземаат мерки, значи, за да интервенираат токму, значи, да им помагаат на овие лица преку психолошки третмани пред се,
за да си ги разберат своите дела, да разбират дека тоа што го прават, значи не е во ред и дека треба да работат на тоа, нели, да ги контролираат овие своји чувства и да се интервенира медицински, значи фармаколошки, како што хемиската кастрација, значи како третман. Знам дека звучи лошо, нели, хемиска кастрација. Кога спомнуваме кастрација, одма имаме предвид на физичката кастрација, што е нешто сосема друго. Значи, хемиската кастрација се однесува на медицински третман во кој се користат антихормонални лекови кои го блокираат ослободувањето на хормоните, односно на тестостеронот, значи и со ова се мисли дека лицето кое регуларно ќе ги зема овие медикаменти, значи нема да го има тој нагон, односно нема да има сексуално либидо. И со ова се смета дека лицето ќе биде може да се ослободи од затворот и дека е окей да биде во општеството и дека нема да си го повтори делото додека е во третманот. Професорке, вие во докторската дисертација ставате особен акцент околу инцестот. Да. Се моето прашање е каква е разликата помеѓу педофилијата и инцестот? Па има разлика, пошто не се секогаш поврзани. Значи, ако инцестот според нашиот кривичен законник значи сексуални односи со роден крвен сродник, значи во прва линија или со брат, сестра, али тука не значи дека секогаш тука зборуваме за малолетни лица, односно за лица или деца до 14 годишна возраст, а педофилијата значи е желба за сексуални односи за деца до 14 годишна возраст и не мора да значи дека се поврзани во некоја основа. И при крајот на разговорот прашањето ми е зошто жртвите многу често сакаат да проговорат за проблемот, се кријат. Видете, тука се работи за деца. И децата и во казнената политика, значи и ние ги третираме различно. Тие, значи, не може да ги разбират сите действија. И затоа секое действие, особено сексуално действие врз нив, до полнолетната возраст се смета, значи, за казнено дело, пошто тие не може да одлучуваат за вакви сериозни прашања кога се во таква, значи, рана возраст. Јас си ви спомнав дека тие, значи, се плашат, нели, не е добро да се зборува или да се, затоа и судските одлуки се, нели, не се објавени во порталот на судовите за вакви дела, пошто се смета дека не треба, нели, идентитетот на жртвата да се препозна или да се каже, пошто тоа ќе влијае многу лошо, значи, врз психолошкото однесување на детето понатаму. Значи, ние треба само да ги третираме тие деца со професионалци, значи да одат на психолог, да можат да го надминат тоа што им се десило и за да можат да продолжат со животот. Пошто ова е многу деликатна работа, значи се работи за многу деликатни жртви, категории на жртви и затоа, значи, не може да бараме од жртвите да сведочат, например, по телевизии или да кажат стори или нели, пошто треба да работиме на тоа тие што побргу да забораваат на тоа што им се десило, значи и да идеме да продолжи со животот. И затоа не преговараат жртвите и не треба да се бара жртва на педофилија да проговори. Има случаи кога ќе станат повозрасни и ќе разбираат што им се десило и сакат, нели,
валјда да водат битка против овие настани и покажуваат што им се случило за да не се повтори кај другите, нели? Или да ги пријават своите злосторувачи, значи кога ќе бидат возрастни, пошто кога биле мали, на пример, не разбирале значи што им се дешава. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на вас. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Ведија Радкоцери, кој има докторирано на тема поврзана со педофилијата, поточно во делот околу инцестот.